само викам на сите, леле, чуварот, брзо ги земам, ги ставам спреовите у ранец и трчам, ја рипам оградата и продолжувам да трчам. Почнав средно, као кај да се запишам, што ќе правиме со детево, нели? Татко ми беше задолжен за тоа, он рече као уметничко ќе иде. И не сум таков тип одма што се вклопува со друштва, со луѓе некако. Средно уметничко баш тен се вклопува. Да, се вклопи. Некако се случува со причина, као колку и да е нешто случајно, на крајот испаѓа дека не е случајно, знаеш. Ја виде статуава на Бенкси сега, Да, ја видов, многу да. ми е јака. Нека, знаеш, као не е ни битно, као на крајот од денот кој е Бенкси, као видиш што се има направено, што се има кажано, едноставно како црташ така се јавува проблем, а исто времено му наоѓаш решение на тоа. Јас сакам да ти дам чалендж и ќе ти дам 3 зборови, според тие 3 зборови мора некаде да ги има во скицата, Да, мора треба и некаде фристайл да правам. Значи треба фристайл да правиш, точно. Пикасо као да, као ме инспирира, али не би го издвоил као Пикасо, затоа викам ја кубизмот општо мене ми инспирира. Да, кубизмот ми е најголема инспирација за тоа. Линии што идат од горе до доле. Здраво, дечки. Јас морам, пред да почнам, морам да нагласам едно нешто. На секоја епизода, веројатно ќе приметите дека моите шишки стануваат се пократки и пократки. Сега ми се пократки, у наредната епизода до горе ќе ми бидат и така ќе ми бидат. Ќе мислат луѓето дека последната епизода е уствари првата и дека така ти растат Да, шишки. уствари така ќе ги измонтираме, нема веза. Иначе здраво на сите. Welcome back. Тука сме со нашиот спешал гест. Давор Кешкет. Како си, Давор? Добро сум, еве. Маце каснам, нели, као и по обичај, али... Па добро, окей. Ја во последен период многу каснам за било што, буквално. Ја не сум човек што касни, не ми е тоа во навика, ама во последен период не знам зошто, буквално немам сила од сабајле да станам, каснам од сабајле. Те разбирам. Ке се договорам со некој, почнувам да каснам, мислам као дали почнувам да се обкружувам со луѓе што касат и они мене ми влијаат или само по себе, веројатно до годините и што си стареам полека. Веројатно до годините. Веројатно, не се знае. Да. Ти ги имам видено твоите уметнички дела на сегде, ама буквално на сегде, дури уште од кога сум била помала, сум ти ги имала гледано сите ствари наоколу. Така што сум те гледала, ама не у човечка форма. Не у вистинско издание. Не у вистинско издание, така да, ајде кажи ми малку повеќе за тебе. Знаеш сега кога ќе те прашаат на прв ден на работа или прв ден на нешто, па ајде кажи ми нешто за тебе. Здраво. Јас сум Давор Кешкет. Завршив средно уметничко, завршив факултет за ликовна уметност, средно завршив графика, факултет исто графика, со графички дизајн. Значи сите се графичари, следниот треба го викнам графичари и сите графичари. Да. Така, некоја ќе тргнеш со графика, мора да продолжиш со графика. Да, се разбирам. Да, и тоа би било тоа, сега не знам, понатаку разговорот ќе откриваме се поише. Да, кажи ми, сега вака со што се занимаваш? Ајде ќе почнам као хронолошки. Ајде. Као од мал цртам, од мал ме интересирало да цртам, никад не сум знаел дека ќе ми биде ова уствари некоја професија или дека ќе запишам ни средно уметничко, не знам дека ќе запишам седурне, дојде моментот да треба да се запишам у средно. Ќе те прекинам, кога си бил мал, сега сите ти го знаеме твојот стил на цртање, мене многу ми се свига, ми дава малце Пикасо vibes. I like it Пикасо. Али кажи ми каков бил твојот стил кога си бил помал, затоа што нели стиловите се менјаат со тек на време. Па сум цртал, знаеш, као дете, као што гледаш цртани некои такви ствари, или нешто ќе прецрташ, ја у принцип поише сум сакал да си измислувам некои своји ликови, значи биле инспирација од тоа што сум го гледал. И така дока некои 12-13 години дори не почнав графити да цртам. Али јас сите со тоа. Да, ама не, тоа беше тоа време, као беше у воздухот, као и рапот тоаш некако зема замав и графити. За која година овдека зборуваш? Па кога бе 6 оделение негде, колку сум имал 12 години, нешто така, 12-13 години. Добро.
почнав графити, како што кажав, тоа беше некако воздухот и браточет ми највише мислам дека има влијание у тоа, пошто он живееше во аеродром и он имаше таков малски живот, ја немав толку. И он има банда некоја СКГ, СК генг, да, и као ја почнав да цртам графити, као нели ти треба никнейм да смислиш. Да, так. И ја бев као што да смислам, пошто они беа нели СК генг, Скопје генг, и ја бев као МНГ мини гангстер. Ле, предобро. Да, и Чекај, така. имаш уште некои твои графичиња низ град? Па нема, Не? пошто не ни цртав ја толку активно тој период. Има една интересна случка, беше прв пат кога земав да цртам, исто со браточет ми беше. Ле, јава сакам да го кажам после тебе, ајде кажи. И као ајде ќе цртаме, беше убав сончен ден, буквално преку ден цртавме. Добро. И се шлаеме таму низ аеродром кај него. Имаше една градинка и ни беше страв да цртаме на градинката. Чекај, која градинка бе? Не знам како се викаше. Во аеродром? градинка. Да. Да не е до Љубен Лапа? Могуче да било тој Добро, не е регион битно, негде таму таму, живее затоа што баба ми беше у тој негде у регион. близина кај што беше Макдоналдс порано, ако ти текне. Таму Знам. негде, тој Знам, реон. мислам дека била таа близко Љубен Лапа. може да е таа, Небитно, може да окей. е таа. Ше ја учев после тоа у Љубен Лапе. Да, стварно, е па добро, Усвари, окей. пред тоа. Да, пред тоа. Добро. Добро, нема везе. И идеме да цртаме, ни беше страв да цртаме на градинката и браточет ми најде еден другар и го пушти него да не потпише таму и ние видовме дека не е толку страшно и као ајде идеме и ние да цртаме и цртаме, се занесовме. Леле. И еден момент јас само се вртам на страна и го гледам чуварот. И само викам на сите, леле, чуварот, брзо ги земам, ги ставам спреовите у ранец и трчам, ја рипам оградата и продолжувам да трчам, седур можам да трчам. Продолжеш да црташ. Трчам, као и после му сеам на браточет ми да се најдеме, викам, преживеали. И се најдовме, он носеше моje капче. И устрча и му паднало тамо капчето. Леле. И после го најдовме истиот тој негов другар и го пративме него да го собере капчето. Другарот жртва. Да, ели, добро преживеавме, не фатија битно. Леле, критично. И... Кажи ми, каков вид на музика слушаш? Па сега слушам рок-н-рол, ама многу е рок-н-рол широк поим. Као, ево, од Елвис до Oasis до, не знам... Да, и кај да се носиш така. Да, као, али ете, како што кажав, слушав рап порано. Некако така, нешто кога ќе се навратам сега, музиката уствари као позадински некако, како ми се менјаше стилот на музика, некако така стилот и на цртање ми се менјаше. Кога ете графити, кога цртав некако рап, па после кога навлегов, па не толку рок-н-рол, али ајде, некој панк рок кога слушав, правев шаблони, па сега некако рок-н-рол со овој стил, али сега слушам и по и други жанрови, као е пред некоја година трап слушав, редовно. Незамисливо знам, али да, као сега слушам поише така по не сум стрикно, ова го слушам и нема пуштање Да, тоа. да, фер. Дали мислиш дека музиката е поврзана со уметноста? Па да, секоја музика си има некој свој стил и некоја своја, кажам, култура, некако си носи, знаеш, и облека, и стилски тоа све како изгледа, да. Да, иначе, мислам дека можеме да се согласам исто и за мене, затоа што ја кога почнав, кога баш навлагав во хип-хоп, дека ја хип-хоп прво бев као инглиш хип-хоп и после тоа кога го дознав Страйк и Елди Нашиве, знаеш да, се. па така и јас Да, не и почнав тогаш, легијата. да, и онака ептен навлегов тогаш у графити и после, не знам, со текне време маце ми се смени стилот, па кога почнав да цртам као природа, реализам, импресионизам, whatever, тој период слушав класично. Кој скок? Као од хип-хоп на класично отидов. Кој скок? И после тоа не знам што сега веќе ова што го цртам нешто што ми е модерно, можеме да го кажам. Си слушам некои ствари како, не знам, трип-хоп, не знам, рок може некогаш. Хип-хоп си уште си слушам, Ево Цабајле си го слушав, Илди Пистолеро, новиот албум го слушав, затоа што
Не знам зашто само не сум стигнала, веројатно могу да слушам новиот албум и така, не знам, си слушам некои рандом ствари. Да, па It's така и nice. треба, као Да бе. како те вози, така си слушаш музика, као. А гледаш некои као филмови, серии гледаш? Па серии не кеф многу да гледам. Искрено Мислам и фер. сега не сакам многу да гледам, Многу ама ми се последна долги. серија што сум гледал и да долга, ама и па би ја гледал Breaking Bad. Ако не си ја гледала, препорачувам. Не, немам гледано, сега ќе го кажам јавно, немам гледано Ама Breaking Bad. стварно добра серија. Ретко се изненадувам од ствари така серии или филмови, Да. ама ова стварно ме изненади. Пошто Да. ја, кога беше хит Breaking Bad, не ќе да ја гледам, имам некоја одбивност кога сите гледаат нешто да гледам и ја. Исто. Или кога слушаат, Исто, ако е исто, нешто исто, пре исто. познато у тој период, као Да, не исто. ќам да го гледам и така имам пропуштено многу и бендови Абе, и исто. филмови серии. Исто. Душе филмови не толку ги гледам, као, ама за такви ствари што ти викам бендови и серии, као, не. Не, види, буквално исто можам да кажам и за мене, затоа што кога сите други гледаат едно нешто и кога е нели тренди, мене ми ствара некоја одбивност и сум као, окей, не ќе да го гледам. Да, И кога исто, Stranger исто, Things да. почна да се гледа, например, ја после неколку години почнав, мислам, го изгледав и сега пак го гледам со помалата сестра. И сега почнувам да гледам La Casa de Papel и сум као, леле, што имам пропуштено и така почнувам да гледам многу филмови и серии и сум као, леле, што имам пропуштено. Ама те прашувам ова затоа што ако имаше еден филм кој што тебе може да те опише или ако нема филм кој што тебе те опишува, каков филм би бил као твојот живот? Уф, немам појма. Па драма би бил секако, мислам, сите Како? драма. Драма? Зашто? Па, сите биографски филмови некако се драма, кога ќе видиш, као ups and downs цело време, као не може да е комедија, као у секој случај. Да, вистина. Абе, добро Али- се, некој може се раѓа у комичен се раѓа. Па It's да, meant to be. добро, али така, као динамичен живот, као, знаеш, се дешаваат ствари што не бираш дали ќе се десат или не. Да, фер. Па добро, окей. Ја искрено не ми текна филм, не би рекла Home Alone, зашо... Да, али као I'm not филм home alone. кој би го избрал као сега у моментов стварно не знам. Али не би бил некој нов филм, пошто новиве филмови не ми се свијаат реално у глобала. Да, стварно? Да, ретко некој да ми фати око. У декември у МКЦ имаше Скопје Cine Days, нешто така беше. Cinema Days, не знам како се викаше. Добро, тоа. зборам за овие холивудски беше се Да, као, ма сега да. ќе ти кажам зашо да ти го зборам. Ти зашто проточитка ми во МКЦ да гледам еден филм и француски беше, се викаше Новел Вог нешто такво. Не знам француски, така ја не знам, да. Што и да кажеш, ќе ти верувам. Сега. Е сега. Филмов се дешава во Франција и се работи за некој си како дали беше? Да, и се работи за некој си филмски директор кој што оди секој ден и прави еден филм, ама он нема скрипта на кој што се води, и он ја измислил скриптата од ден за ден. И нема везе, не е ни битно и филмов е као црно-бел, зашто сега е нешто тренди црно-бело и јас као седам и умъкат се го гледам и сум као леле, ова е сигурно некој многу стар филм, зашто така лича сите глумци, знаеш кој баш нешто. кај црно-бело. И пред очитка ми вика, знаеш што, филмов е изваден лани, затоа што сите фаци се многу iPhone фаци. И сум као, знаеш што, kinda real, и затоа сакав да се поврзам со тоа од модерниот аспект, што некако не знам, немам филм со кој што би можела да се поврзам, што знам. Имаше филм, го знаеш оној мимот од Билем Дефо, кога вака гледа наоколу од што го глуми Ван Гог. Аха, да. Тој ми е само многу го имам гледано, да. најак филм, ама не би можела исто да се релитнам. Кој беше моментот, значи ти ми кажа дека имаш средно завршено уметничко такви ствари. Кој е моментот што ти се смени погледот кон животот и беше као okay, maybe this is for me. Како што ти кажав, цел живот некако се бавам со тоа и кога ќе видиш дека цело време се бавиш со тоа, као сваќаш дека
ова изгледа за мене, знаеш, треба да продолжам да го правам. И така некако, знаеш, ајде да се навратам на графитите, као, пошто има тука прелаз, нели, што ти реков, почнав шаблони да правам. И се тоа, пошто ова све се дешаваше пред средно да се запишам. Да, вистина. Така некако да го спојам до моментот кога почнав средно. И како што кажав, нели, цртав графити, после сменив никнейм, нема везе, цртав, али веćinom цртав, нели, скици правев и се тоа. И некако до момент кај што почнав да правам добри скици, нели, на хартија. Добро. И со колорити, со све, и сватив дека не можам да ги реализирам овие графити што ги правам као скици, кои имаат, да, тумач боја и тоа се тумач пари, као кај ќе наеш као дете пари за спреј. Да, вистина. Значи не јадев ми не ужина за да собереме пари. Што не правев за соберам пари за спреј. Па не јадеш у школа и за на крај на недела да собереш да купиш Не можам да не еден јадам. спреј. Од сабајле дуручек не можам да не јадам, ќе се осеќам нервозно. Ќе полудам. Сега не можам, а тогаш можев. Фер. за некаква Така ти викам љубов. со браточет ми претежно, као он ќе доеше кај мене после тоа за викенд и он ќе собере, ја ќе собере, ќе скупиме 2-3 спреја. И баш таму кај што живеевме карши нас у Кисела вода има една зграда, што е изградена, ма срушена, као фасадата е изрушена, ама унатре има зидови све тоа. И таму цртавме, многу ни беше кул, као имаше многу добри графити, да. таму ни беше као музеј на графити. Чеки, за која зграда збориш? Ова е кај рампа негде меѓу уличките, као Окей. негде позади тие зградите што гледаат према рампа. И уште ја има зграда, ама почна бездомници таму да се вселуваат и мораа да го зазидат приземјето за да стават врати, прозори се за да не влагаат. Али имаше стварно таму многу добри графити. И таму цртавме и како што ти кажав, као гледаш дека више ти издосадува, знаеш, црташ графити само. Да. И као после почнав шаблони да правам, уствари почнав шаблони да правам највише за да полесно ги цртам графитите, кога црташ на зид, нели, за побрзо да завршиш, као ќе направам некој шаблон, баш како пошто немаш ти такви скилс да црташ толку прави тенки линии. Да, вистина. И највише ради тоа почнав стенсили да правам и како барав стенсили, така и уметници откривав што прават шаблони, дознав за Бенкси. И после дознав за Exit Through the Gift Shop, не знам дали го имаш гледано. Не го документарец као за Бенкси, да го гледаш обавезно. Ќе го гледам. И тоа кога го гледав, мислам до ден денес ми е врв, до ден денес, да. И као почнав посериозно да правам шаблони, некако и ми се виде као побрзо, поевтино, со еден спреј можеш да направиш еден шаблон 10-20 пати, разбираш? Као и више можеш да направиш некоја слика што ќе пренесе порака, разбираш? Нема да е само некој таг или не знам што никој нема да го запримети. Да, вистина. Него вака баш правиш нешто што можеш да го повториш и кога го повтараш, нели, луѓе повише ќе го запамтат. И чекај, ова сега што го правиш, ова е како поврзано со тоа што си го правил со шаблоните, па не е како дојде до овој стил? Ама некако, знаеш, со графити прв пат се сретнав со спреј, као ја до ден денес користам спреј, со шаблони кога правев и до ден денес користам шаблони, значи све тоа што сум го поминал, некако као искуство си го упражнявам и денес. И така више, тоа беше негде кога почнав средно, као кај да се запишам што ќе правиме со детево, нели? Што ќе правиме со детево? Да. Не, татко ми беше задолжен за тоа, он рече као уметничко ќе иде, као. Стварно? Да. Други беа као ајде ќе најдеме, знаеш, некој друго школа, он беше као не, он ако не се бави со ова, као џабе ќе иде на друго место. Значи видел Да, потенцијалот. да, стварно е прав избор, мислам дека беше таму, некако пошто ја немав другари, пошто многу и школи сменив во основно и не сум таков тип одма што се вклопува со друштва, со луѓе некако. И некако, знаеш, не се вклопив, али средно уметничко баш ептен се вклопив. Да, се вклопи. Еви и со Дуки. Да, шараут од Дуки. Шараут Дуки. Најс. Да, некако, знаеш, со твоја бранша на луѓе која си некако не се осеќаш чудно со тоа што ти се свига и со тоа што го правиш.
Зашто гледаш сите околу тебе, Да, околу тебе се дека внесени у тој да. стил, да. И некако тоа беше као дефинитивно добра одлука. Да, види, мислам дека е многу не ми се допаѓа тоа што сум ја така се осеќала и основно, па и сега реално средно, мислам, во стручни училишта е нели така, ќе гледаш сите околу тебе дека се луди, си као okay, I can be crazy, као, зашто Да, сите да. околу мене се crazy. Ама кога си пример во гимназија, во училиште, нели во основно и каде што се уште не се знаеш самиот себе си, ама кога те гледа дека е поразлично, јас сум се осеќала така, сум се осеќала дека мене некој ме гледа како Да, некако сам си, знаеш. како сам да, си да. и се осеќам како некој да ме гледа како некој фрик, знаеш, и од една страна е cool, зашто денеска ќе ме гледаат вака, утре ќе бидам Да. extraordinary. Да, ја па никад не сум сакал да се издвојувам, да, знаеш, Да? као сум сакал да си го правам тоа што ме интересира, нели тоа што ми се свиѓа, али не сум бил као со намера да се издвојувам од групата, него знаеш, баш напротив, цело време гледаш да се вклопиш, а ствари тоа што си свој, уствари само си као аутсайдер некој цело време. Вистина. Да, мислам дека тоа е малце проблем во нашето општество. Да, некако смета, знаеш, смета кога гледаш дека некој те гледа другачие, а ти си као некој интроверт, знаеш, што не сакаш да се издвојува и некако тоа смета. Што би му кажал на Ивана Луѓево што нели има интроверти, ама што би му кажал и на двете страни, као на екстроверти или на интроверти, или пример што би му кажал на самиот себе си, веќе кога си нели веќе кога си тука, веќе кога си постар и по возрасен. Па ништо, као сега, ако ќе видам на тоа, и не би сменил ништо, знаеш, као биди си свој, прави си го тоа што те влече да го правиш, без оглед дали некој те гледа другачи или не. Знаеш, као тоа е тоа, нема зашто да се срамиш од тоа што си. Да, вистина, ама нешто според мене мислам дека е многу лесно да се каже како Да, биди лесно е си да се свој, каже, да, али ама тешко е у нашето Да, општество, да. пример тоа да се примени, затоа што еве у поновиве генерации гледам, имам и помала сестра и сестра ми е така малце по different, еве да кажам, и она сега навлага во тие жанрови, рок, метал и си експериментира, што е нели Да, да, нормално и нормален процес, ама гледам дека децата кои што се во таа толпа на луѓе каде што ја следат толпата и каде што сакаат да бидат прифатени, не кога ќе видат некој поразличен, не знаеш, многу чудно и многу ми е тажно дека и она пример го искусува истото што јас сум го искусила, истото што и ти си го искусил. да, и ама тоа ја мислам дека од генерации. секогаш било Да, од така, као секогаш. не знам ни дали ќе се смени, пошто еве да земем музиката за пример, као еве Елвис, пошто го носам сега го спомењам, Елвис кој излегол, као он бил Shout out to Elvis. Shout out to Elvis, да. Као он бил ребел, разбираш, Да. као и него луѓе него сакале на почеток и мислеле дека е не знам што. Пат се ми потсеќа косата на Па Elvis. добро, да, тоа е тој стил, као Да, фер. рокабили, да. И кога ќе видиш и после кој излегол и панк, луѓе исто гледале и на Да, панк, и на вистина. рапот, као Елвис своевремено бил можда и по-голем шок за луѓето него ли кои излегле Sex Pistols, знаеш, као Да. Бе, види, тоа се вика moral panic. да увек кога е нешто ново Да, и кога кога е млади нешто ново. се навлекуваат на него, увек Да. е Истото било и кога се вовело радиото и кога со старите филозофи, не се сеќавам точно кој еден од нив, дека они порано нели пишувале као на камени плочи. И едниот од старите филозофи бил као ако луѓето почнат да пишуваат на хартија, ќе им оштети на мозокот, деме, Да, као да. ќе им лошо ќе им влијае на меморијата. Мислам дека е така и со се ново и со AI. Дали поише веруваш во као судбина или човечки избор? па не знам, Дали чудни мислиш се дека- овие дали работи, мислиш као и дека- двете влијаат, али не Дали знам. мислиш дека тебе пример сега ти што си уметник таква ти била судбината, мислам од една страна да, зашто нели татко ти кажа бил као ќе идеш ти во уметничко, од Да. една страна е така. Ама дали мислиш дека има и влијание нели choice? Па не знам, ја мислам некако се врзани тие работи, Да. знаеш, као
судбина, да, али како што реков, некако врзани се тие работи. Као Кажи нема, ми еден знаеш, као пример. уметност кога се бавиш, као нема правило, некој рецепт, знаеш, као напред ова ќе успееш или ќе бидеш добар уметник, нема да бидеш добар. Така да, некако Некои се такви случува ствари. со причина, Со као причина, колку и да. да е нешто случајно, на крајот испаѓа дека не е случајно, знаеш. Епа, сега тоа ќе те прашав. Ова ти сега што го правиш, ти го знам овој стил сега Да. моментално. А како се деси да дојдеш до ова? Па престанав нели да правам шаблони и такви ствари, некако тоа беше више втора, трета, средно. Немав некој стил во тој период, него си цртав онака поише, почнав да слушам рок-н-рол, рокабили и цртав некои такви карактери, знаеш, рокабили со фризури, со кожни јакни. Да. И некако како цртајки такви карактери, направив на еден лист неколку скици како во овој стил сега што правам. И као овие деца во школа беа као многу се добри, многу се добри. И некако почнав у тој стил да ги развивам, некако ги реализирав тие, малце беа 2-3 скици, со платна од Джамбо што ги има. Да, на тие ги нацртав, тие 3 скици што беа и као дојде на татко ми другарот, ствари кум, он ми има крстено. И ги виде сликите и беше као многу се добри, као сакам за дома да ми Дете, направиш, браво. да ми направиш еден триптих, као и викам добро, ајде ќе ти направам, као и му направив триптих со 50 на 73 платна. Шубаво. И така некако почнав да навлагам у стилот и као направив изложба после тоа у еден кафич. Кој? Децата од нашата улица, ама одамна више не постои тој. Не го знам. Во Дебар мало беше. Мала сум ја. Да, во тоа беше пред, не знам, може 10 години, да, пред 10 години. Најс. И ама пред тоа да правам изложба бев као, пошто имав и слики као со шаблониве, и само што почнав со овој стил и бев као сега дали да правам со шаблониве изложба или да правам овој стил и бев као овој новиот стил ќе правам. И испадна супер, као се продадоа неколку дела уште на самата изложба. И тоа ми беше добар старт, знаеш, си викам можам да, и одма инвестирав у нови платна материјали, све за втората изложба, беше готово. Да, product life cycle, да. Таш бе више, само што почнав уствари факултет, да, така беше. Мислам, ја дојав на факултет више со готов стил. Да, најс. И некако како бев на факултет, поише навлегов у таа некоја историја на уметност, знаеш, некои уметници што претходно не сум ги анализирал, да, не ме интересирало да речам за Пикасо или за не знам, него поише сум бил со овие стрит артистиве, нели, Бенкси, Обей, Шепард Фери, као Колс. Добро, сега ова мислам дека секој го прашувам прашање, ама многу ми е интересно да го прашувам затоа што секој човек има различна приказна позади тоа и мене ми е фасцинантно. Кажи ми, инспирацијата ти ја доби од артистиве што си ги гледал како мал или скроз онака као рандом ти беше? Па да, од овие што се стрит артистиве највише ми е инспирација. Знаеш зашто имаат... мене, извини ќе те прекинам, мене пример кога го гледам твојот стил на цртање, ми дава многу Пикасо vibes. И сигурно го добиваш тоа често. Да, има као затоа ја викам дека е комбинација од кубизам и од поп-арт, нели, пошто тоа е највоочливо. Ептен. Али првиот старт кои што многу ми се свигало биле овие стрит артисти, што ги спомнав сега, како нивниот стил, као сите се да, ќе речеш стрит артисти, ама сите си имаат некој свој стил, као што не се уклапа у ништо, дури ни во таа бранша на стрит арт и на графити, камоли па во некоја историја на уметност, као, мислам, и они сепак имале, нели, влијание од некоја историја на уметност, од поп-арт и такви ствари. Али некако како они тоа го прават, како ги прават изложбите, нивните дела, нивната техника, многу ми се свигало тоа. Кој вака од артистиве ти е најфасцинантен? Па Бенкси ќе кажам, али Бенкси е сега, знаеш, друга ствар е Бенкси, знаеш. Бенкси е концепт, као не е толку дека е добар он, нели, цртач, ама концептот. Да. Ја виде статуава на Бенкси сега. Да, ја видов, многу ми е јака. Не, имаше
овие новинарскиве Дека е фейк портали, не, новинарски портали има изјавено како a statue emerged out of nowhere, Да. и сите коментари се како не ме заебавај, мислиш статуа не е бил он таму за да ја става, немаше само to emerge from somewhere, да. Ама и сега, нели, пред некој време фацата му беше разоткриена, Пак така? обожемски, да, има стално на некоја година да ме ке ово е Бенкси. Не, ама овој пат стварно беше... Нека, знаеш, као не е ни битно, као на крајот од денот кој е Бенкси, као видиш што се има направено, што си има кажано, као нели има и тоа дека се као поише луѓе Бенкси, дека е као група, не е еден. Али тоа го прави интересен мит за Бенкси, знаеш, као дури и стварно да се појави да рече јас сум Бенкси, као многу луѓе ќе бидат као suspicious, као дали стварно е или не е. Што е многу фасцинантно, као ајде он кога почнал да кажам, не знам, пред колку години почнал да се бави со тоа, пред 20-30 години. На следна епизода Бенкси го викам, дечки. Да. Shout out Бенкси. Да. Али да, многу е интересно што у денешно време покрај толку технологија и све уште не се знае кој е. Да. Не бе, јас искрено скроз верувам на фацава со старецов дека е Бенкси. I cannot believe he's Бенкси. А што е моментот што те инспирира многу кај Бенкси? Не знам, мене например, гледај, не ја знам толку приказната на Бенкси, само кога навлегов у графити имаше едно YouTube видео каде што Бенкси се кара со еден робо и ги прешкртува, има биф и тоа ми е мене у тунелот таму, тоа беше ефтен јако. Што е моментот што ти се свига највеќе кај Бенкси? Па, многу е едноставен, знаеш, као едноставно му е пораката, као гледаш негово дело и јасно ти е што сака да каже, као не. Да, ама он е баш само е со тој рок-н-рол, стил. да, кратко, јасно, едноставно, да. Многу е кул според мене да измислиш некој нов стил, зашто претходно стварно не знам кој така цртал. Па добро, како што кажав, тоа е он прави типичен стенсил, као нема некој данас не е препознатлив дека тоа е Бенкси, дека он си го фура тоа, али и претходно постоеле такви ствари, знаеш, као не измислил он стенсил да прави. Добро, сигурно, ама стилот ми е мене фасцинантен, знаеш. Да, он и пак се бави као најчесто приказ му се луѓе, као, знаеш. И како што кажав, многу му се кратки, јасни, едноставни стварите, секој ги разбира, као некако се емотивни се некои дела, знаеш, кога ќе видиш некако јасна ти е приказната од сам старт. Као има таков некој амбиент. Мислам дека е така горе доле со сите артисти, although пример многу од моите дела не можам да ги објаснам зашто се така. Едноставно некои се така кој што се и у школа на програма која што учам, на уметности имам као предмет и они нас не бараат да елаборираме зашто сум почнала со таа линија и како таа линија дошла до ова некое финално дело. И мене ми е, например, многу тешко никогаш да објаснам зашто се стварите така, што се не ми прават смислени. Да, па не можеш, као тоа самото ти иде као по некоја интуиција, кога црташ по некоја интуиција, као немаш, не идеш со некоја конкретна замисла, као кога што каде ќе ставиш, него едноставно како црташ така се јавува проблем, а исто времено му наоѓаш решение на тоа. Па сакав, да, сега те прашам, као, твоите дела имаат значење, зашто се у твој стил, ама што би била вака главната порака што можеби сакаат луѓето да ја знаат, а не си ја искажал? Во сликите? Па секој дело со своја порака, знаеш, секој дело си носи своја приказна, као не се сите дела иста приказна, мада душе може и да биде така. Например, кога работам, кога правам нели изложба, сите дела се врзани као за некоја тема, ама секоја дело си има посебна приказна. Да, вистина. Секој дело си кажува различна некоја си има некоја своја позадина, знаеш. Да, fair enough. Сега да прашам, како стигна ти да имаш
Знам на ЈСП имаше вака Да, на автобусот, на да. автобусот, да, и на тие што се копче така, од копче Да, се мислам контейнерите тие, контейнерите, за- да, и многу слики, имаше едно цело југо, ако не се лажам. Југо, да. Веспа, да, една Да, даска Веспа- скейт сега што се црта Да, до себе. како стигаш до тие ствари, како give us the secret, man. Ајде за југото нека биде прво. Ајде за југото, Ајде за нека биде југото. прво. Имаше една групна изложба со бракјаен инсектариум, мислам дека се викаше. Добро. И требаше да биде, првично требаше да биде во градски парк, таму кај Окей. фонтаната, кај паркингот. После дека врнеше нешто дента, таков проблем имаше и го премести у ГТЦ, добро, небитно. Идејата беше на коли да се стават дали слики, дали во колите да има слики, и ја на тој што организирам му реков као најди ми кола, као ќе ја исцртам, знаеш, као дури мислев да е канта некоја, знаеш, као распадната кола, не мора да е возна состојба. И он рече ќе ти најдам, и најде од татко му југото. Е, предобро. Да, и викам топ, викам може да го цртам, као сакам што сакам, да бе, да, и ми го даде, го исцртав за 3 дена. Чека, морам пак да го видам За стои. 3 дена морав да го исцртам, што ти викам, тој период врнеше и многу ми беше језиво дали ќе стигнам да го завршам. Што цело време знаеш Да, бе, еве го. ќе почне да врне, Пријатно. па ќе престане, али го заврши, беше напорно малце, Ага. пошто и навечер го цртав. Да, гледам. А чекај малце, какви бои користиш? Со спреј ова све. Да, се со спреј, многу е клин. Контурата е со маркер само. На база на алкохол. Многу ми се клинили, еве ги правиш исто со спреј или со маркер ги аутлайн Па на некои некои ствари? се со спреј, некои се со маркер. Гледа, предобро. Правите можно е да се и со спреј правени со креп трака. Добро, окей, Да. тоа прави смисла, да. Да, фер. И точките се со шаблони, мислам, Да, бе, главном да. користам многу креп трака и такви стенсили и шаблони, поготово за Предобро. точките, да. Леле, фасинантно. И продолжи? И ептен испадна кул на крај, што ти викам го преместија нели у ГТЦ. И го стаја баш пред муралот, што е, не знам, на Да, фотката го го гледаш гледам, позади да, на го муралот, гледам, да. го гледам. И ептен испадна добро тоа. Да, еве, имаат и трн Не макати че имаат автобусот ставено. испадна сосема случајно, као Да, многу ме интересира. Јас сум многу човекот голем што е хейтер газда на... за тие bus advertising маратон, Аха, окей. ме викна да му правам Веспата, уствари. Мислев ќе ми кажеше човекот што е газда на ЈСП и ќе ти каже јави му се да ги поправи автобусите. не тој. Уствари, требаше да се видиме за Веспата да разговараме. Окей. Негова Чекај да ја Веспа најдам. требаше да цртам. И као он дур ме чека, нормално пошто каснак. Ај беа. И он дур ме Предобро. чека, да. И он дур ме чекаше као поминал адвокатен автобус, пошто беше ова пред Нова година некој период. Да, И вика, имаше док те среќна чекам, вика, година, сега ми текна да направиме еден автобус пред Нова година. Еден таман автобус као- слабаво ќе го направиме. Да. И ја бев као, добро, супер, што треба да направам, ништо, вика, прати само дизајн, они ми пратија као темплейт од За автобусот, Леле, да, пре, димензии лудо, све. лудо. Го направив, го испечатија, го направија и ептен испадна така, Да, што ти викам, гледам. спонтано, ете ја судбината, гледаш? Петка дури било предобро. Да, првиот мислам дека беше петка. Разни бројки стварно, после го повеќе, менја, да. стварно, MSF1 автобус. А и доста време, беше као некој месец, ама може 6-7 месеци да остана. Да, еве гледам и со смут имаш соработувано. Да. Ајде, збори, Па, speak, еве, I wanna сега know. да стигнам. И така после тоа Веспата испадна, исто со спревија и Веспата Предобро. цртана, и ептен некако југото, Веспата, автобусот се поврза, ептен као прича. И исто интересен проект, кој не знам, го имам исто и на Инстаграм, што сум го работел за француски институт, им го правев излогот. Тоа беше лица на франкофонија, они имаат као не знам кој март име таму. оние на партизанска што се за тие што ми избориш? Не, тие се постаментите. Ова е баш буквално на излог. окей, на француски окей, институт. окей. Да, као инсталација. Имаше као 5 ликови беа, као на Форекс. Исто Добро, ги окей. направив компјутерски, да. И ептен испадна тоа еден од поинтересните проекти би го издвоил и тој. А постаментите ми се прв мурал ми е овој у ГТЦ доле. А после тоа ми беа постаментите. Предобро. Да.
Мене ми е Така прво да, кино исто. Карпаш и уште го работам. Да. Дидете во кино Карпаш да го видите. Така да, Nice. така секоја година некој нов проект, Ле, таков предобро. некој нов мурал се појавуваше, да. Предобро. Фасцинантно. А почнав да цртам мурал, баш кој испадна конкурсот ми беше интересно, пошто нели завршив ја со графити, со стенсили све, ама некако ми фалеше пак да цртам на зид, Ништо, знаеш, да. да цртам со спреј, знаеш, да направам некое големо парче, и кога го видов конкурсот, кога се пријавив, ми избра Ептен ми Че се беше... се дешава со причина, буквално си го предосекал дека ти треба нешто. Да, скрос и пошто сега кога ќе видиш муралот, малце другачиј фазон има од сликиве сега што го правам, али Ако тој нема везе. да, тој фазон баш 2017-2018 имав таква некоја фаза по Рој Лихтенштајн, пошто гледаш нема многу бои, све жолто, црвено, плаво, сиво, Да. ги нема овие бои што ги користам сега. Мислам, ја ги користев и претходно, него чисто као фаза ми беше Да, ова да, некоја. да. И за жал, Мене ми е ова многу бесно. да, имам уште скици од 2017 што не ми се реализирани баш од тој фазон. Стварно. Зошто не ги реализираш? Па, ги имам замислено да се голем формат, ама као доста големи формат, као 2 на 3 нешто, колку баш да цела бидат као, просторија. да, као мурали. Дури тоа се мислев дали да бидат као слики толкав формат или може само да ги пукам као за мурали. Тие скици, да. Као и за аплицирање за изложба, као не знам, неколку месеци чекаш и не знаеш дали ќе те одобрат, колку пари ќе ти одобрат, као и вистина. тоа што ќе ти го одобрат, као нема ништо на крајот од денот да ти покрие. И си Многу као лошо. само си на холд стаен, а не знаеш што као ќе се Буквално, реализира. Многу лошо. Па еве, ја знам МКЦ има ликовен конкурс и го објавија буквално у јануари. Јас аплицирав, уште немам одговор. Hello. Ама не, Да, не да, сваќам да. дали така треба да биде, зашто it's kind of my first time applying for МКЦ. Па вајда од увек било така, не знам. Ја уствари се договарам со тој што држи галеријата, као треба, да. сакам да правам изложба, он ќе ми каже може, не може, кога Да, може, бе, да, као фер, да, да. као сега да чекам од министерство за каталози, за ефтино вино да купам, као ја ќе го купам, као знаеш. да. Сум дал толку пари реално сега на материјали и на толку слики за некој сичак да чекам дали ќе ми одобрат, као Да, вистина. вака си го Бирократија. поише по приватно. Да си бе, го не правиш. паметно, искрено паметно е така. Ја онака бев као окей, знаеш, ќе аплицирам why not? Али да вистина дека треба само да отидам и да пошто се јавам. ипак главната работа е просторот, као и тоа е највише што ти треба. Да, вистина. Мислам, До убаво и душа- каталог кога ќе направиш и се тоа, али Додуша, знаеш што, види, ја пред некое време запознав еден уметник наш, уствари предава на Американ архитектура, може го знаеш, не е битно. И јас имав нацртано едно абстрактно дело и он влезе и ми го виде и ја нели му кажа века сакам да правам изложба и такви ствари и он многу убаво ми имаше кажано и беше како не треба да се фаќаш за тоа дека треба изложба или прва изложба дека треба да правиш во галерија. Зашто мислам дека новиве генерации или може не знам, може не е до нови генерации, може до општо као луѓе сакаат многу поперфектни услови, што од една страна фер, зашто ти црташ буквално и као некој се некој да отиде и делата у бар да ти ги плюкне. да, ма Зашто реално сепак кога не скапоцено тоа, ама од да. друга страна беше ако еве јас правам изложба во тој кафич и викам ми каже дека е супер. Јас сум као знаеш окей, кул е, као го немам помислено така. И стварно така треба биде. Мислам дека треба да правиме изложби на сред улици и нели кој што кажа во парк, во паркови. за сегде, да. Не знам, многу ми е жал што такви настани се дешаваат еднаш годишно. Мислам дека почесто треба да се дешаваат. Да, треба да се Еднаш дешаваат. месечно треба да да се поготово дешаваат. вакви настани што викам ја за сите што се ујавен простор треба поише да се дешаваат. Меѓутоа и ми се свига ова што ти го кажав со изложбава за југото што го правев, пошто беше, знаеш, отворен настан, као дури луѓе што ајде да кажам не се навлезени уметност што не пратат изложби и да идат сегде. Као ќе поминат и ќе видат нешто, као затоа ми се свиѓа мурали кога цртам,
Знаеш, као секој ден е делото присутно вистина. и секој ден го гледа некој тоа дело и што се бави со уметност и што Да, не се вистина. бави. Едноставно станува делот нечие секојдневие кога ќе видиш. Да, вистина. Илјадници луѓе го гледаат вака изложба кога ќе направиш, ќе ти дојат најчесто другарите или тие што те пратат, што Да, те следат. и- Многу ретко да допреш до некоја нова публика. Да, а вистина. вака кога имаш мурал, Ова ми ги отвара чакрите. да, кога го гледаат буквално сите, ајде да кажам. Најс. Леле, ова баш леле, сега ќе се заангажирам на жи ми мајка некој ќе исконтактирам после ова, ќе организирам изложба за млади уметници надвор, да. Да. Види сега, вистина е дека it takes time and materials and stuff, али еве сега беше Europe Day. Во парк, во градски парк се одбиваше, ама јас не видов ниту едно место каде што имаше нака art corner. Секдека беше, нели, имаше бувљаци, имаше простор за да си купуваш винил плочи, касети, имаше, нели, простор за музика, простор за јадење и такви работи, ама немаше као изложба простор. Барем јас не видов и многу ми е жал кога се организираат некои такви убави настани, мислам дека кај на уметноста се запоставува и се као зашо да не се организира? Зашо Да, не треба, се треба, да. Зашо Иначе као ко not to reach out to artists. Да. Local artists, као it's cool. Иначе правев за Europe Day, кога ми Да, спомна стварно? сега, да. Пошто работев и графички дизајн за нив и баш испадна да им правам на као дизајн за настанот, као како се вика на главен дизајн. Europe Day еве го, да, предобро. Главен визуел, Леле, така се вика. предобро. Главен визуел. Предобро. Да, овдека не видов никаков артист. Да, и беше и со видеа и со све и за банери и за Да, знамења. Гази баба. Да. Шумата, ше парк шума. Најс. И тоа е стварно добар дел таму. Тарам! Тука има бела табла. И сега Давор ќе ни нацрта нешто интересно. Обавезно. Дали си способен да црташ во 5 минути? Мислам скица некоја да ја направиш во 5 минути. Способен сум, да. Мислам, никој нема да знае дали е завршена или не скицата, Ама така да. гледај сега. Јас сакам да ти дам чалендж и ќе ти дам 3 зборови според тие 3 зборови мора некаде да ги има во скицата, Да не мора треба и некаде фристайл да правам. Значи треба фристайл да правиш, точно. Чекајте сега ми текнат. Дали сте цртал животни? Не. Имам, сори, мачка, да, имам цртано. Ама ово сакаме птента челендж, чекај сега се мислам. Ке нацрташ. Значи, чекај, морам да ги напишам. Нека има. Ово една скица мора да биде се. Океј. Значи, црташ што сакаш. Adidas shoes мора да има cupcake, значи... За Adidas shoes и за cupcake, океј, ама ова Planet Saturn. Абе, види, ако сакаш можеш cupcake од направи го, Да. како Сатурн да е Ќе биде, нешто. ќе го направам. Значи, у твој стил направи го, знам дека до сега не ти текнало нешто вака, Не, ама... патики имам цртано од овие си Добро, допри, знам, ама... ти ги имам забележано, па ти ги бев кога ќе е нешто, некој полесен елемент, ама Океј, друго... Не, ќе склопиме сега нешто. Ајде. Чекај, ама ова 5 минути, мора у 5, ако сакаш, се нема време за размислување, you gotta do it. Океј. 5 минути, еве 10 секунди, ќе бидам ќе бидам дарежлива. Ајде. 3, 4, старт. Да, ова е првата. Сега ми
Ова е прво. Објасни ни што се дешава, значи имаш уште 3 минути за другото. Браво, брзи, за 2 минути го заврши. Всури за една го заврши. Кога заврши беше 3:59, така да супер. Еве ги Adidas Shoes, Добро. Planet Saturn и Cupcake-от со свеќа. Добро, ајде сега. Кога да се уште едно. Да, се уште едно. Сега уште едно имам идеја. Океј, со истите зборови сакаш? Како сакаш? Не, ајде готово, со истите, ајде, океј, ајде. Добри сме. Добри сме, буквално направи 2 дела, со тоа што едното го избриша, така можам да кажем и 3 дека се. Мислам, едниот капкејкот тука го имаше избришано или што му беше, нешто избриша. Да, што го направив као Сатурн го направив, ама после ми текна 2 у 1 да бидат и капкејкот и Planet И па ајде Saturn. кажи ми, ти го тераш овој стил, значи преска не се докажавме за Пикасо за тоа, значи инспирацијата ме интересира. Зашто ова и ми личи интересно и не би кажала дека ова е Пикасо, ама еве во другите дела се осеќа тоа. Па, што ти кажав, као почнав со факултет, така поише навлегов у историја на уметност, да ме интересираат правци, уметници, таа бранша, као Пикасо, као да, као ме инспирира, али не би го издвоил као Пикасо, затоа викам ја кубизмот општо мене ме инспирира, тие прекршени форми, тоа гледање на објектот од поише страни и се тоа. И као Жан Мецингер мене ми се свига. Мене ми се свига поише као оној синтетички кубизам, као не она аналитички као на почеток што го прават, него као има поише некои геометриски форми, поише као чиста боја и такви некои работи. И тоа многу и после некако таа чиста боја некако ја врзувам со поп-артот. Nice. Као Рој Лихтенштајн особено, као со точките и со тој по стрипски некој фазон, али углавном за формата, што спомна, да, кубизмот ми е најголема инспирација за тоа. Тие ликови, тие линии што идат од горе до доле. На почеток ми беше многу предизвик да направам дело кај што ќе иде линијата, знаеш, од горе до доле, као што ќе сече низ целото, низ целото платно, се приметува многу јако е птен. И тоа, као ете, со тек на време го усовршив и сега све ми е као у квадрати, некои квадари. Пријако. И тоа некако го успеав да го совршам, а сега па гледам да не биде сега така, да го скршам некако тие линии, да не бидат скрос прави од горе до доле, од лево до десно. И сега гледам по така дури да може да се сместат као во простор, као да има некоја као форма, нешто што ќе биде као единечно. Nice. Мислам дека тоа важи за животот, мора некогаш да се скршат некои правци, некои форми за да се успее. Фала ти многу што ми беше гостин денеска. Се надевам дека и на вас ви се допадна епизодава. Беше необична, интересна. И некој чалендж имавме тука. Мислам дека немам да едно чалендж на некој, така да мислам дека си првиот со чалендж. Браво. И ништо, се гледаме во следна епизода. Like and subscribe, follow на социјални мрежи и чао!